Почитувани, со секој нов ден, криминогената матрица на ВМРО ДПМН се повеќе излегува на површина. Изречените затворски казни за поранешниот премиер и председател на партијата Никола Груевски, за бројни министри, пратеници, градоначалници и други функционери на ВМРО ДПМН само го потврдуваат она кое што СДСМ го тврдеше, дека со државата 11 години владееше злосторничко и криминално здружение. И уште не стигнале реакциите од последната судска пресуда со која на најбогатата партија во Европа и одземена Белата палата јавноста е сведок на нова кривична пријава против актуелен функционер од партијата на Христијан Мицкоски. Поради постоење на основно сомнение дека сторил кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против актуелниот пратеник на ВМРО ДПМН Петар Ристевски. Во периодот од октомври 2015 до август 2017 година, од позиција на директор на Прилепската болница, Петар Ристевски без јавна набавка набавил 190 тони мазут во купна вредност од околу 5,5 милиони денари. Почитувани сограѓани, ова е истиот оној Петар Ристевски, кому устата му е полна со декларативни заложби за честност, за борба против криминалот и корупција, а кој пошто не се разликува од неговите народбодавачи Груевски и Мицковски. Дали поднесената кривична пријава против него значи дека и тој својот имот го стекнал на незаконски начин, идентично како што тоа го направи унгарскиот бегалец со Белата палата? Доколку Ристевски сака да покаже дека не е дел од мафијашките структури на ВМРО ДПМН, постојат два начини за тоа. Првиот, да даде неотповиклива оставка од пратеничката функција, и вториот, да се откаже од правото на пратенички имунитет и да им се стави на располагање на правосудните органи. Во спротивно, само ќе потврди дека е дел од криминалната банда предводена од Христијан Мицковски. Ви благодарам.